Снимам. Honda CR-V, узвате го ще става, full hybrid се разбира, како сите модели на Honda, со неговиот мокен дизајн, агилна маска, представи нов чекор на Honda. Чекор. CR-V-то менато за пред се за фамилиарни луѓе кои што веруваат во Honda и се веќе Honda фанови. Следно што сакам да ви представам е Honda CR-V. Нешто сосема ново. Ова е нешто што на Honda и требаше Европа, нешто што беше барано од брендот, а тоа е мала класа на SUV. Тука конкуренцијата е многу голема и се надевам дека Honda ќе може да се бори смело. Што добиваме во новото CR-V? Агилна и спортска линија. Практично поголем брат на веќе постоечкиот и стар познат Honda Civic. Малце подигнат, кој што сака да донесе истата динамика на, како што спомнав, моделот Civic. Се надевам дека ќе ви се свиѓаат овие два модела, може слободно да ги разгледате. За повеќе детали, слободно може да не контактирате кога сакате. Сега ќе ве замолам само уште еден момент. Сакам да го представам нашиот технички директор, Миле Стојковски, кој што на кратко ќе ви достави неколку технички информации околу овие две возила. И ви посакувам убава вечер на сите. Почитувани гости, почитувани соработници, јас би сакал да ви заблагодарам од името на тимот на Autotrade за вечерашниот настан, кој што одвоивте време и присуствувате на нашата промоција на плата нови хибридни модели. Накратко би сакал да ви запознал со техничките и безбедносни карактеристики на овие два нови супермоćни хибридни модели. Ќе започнам со првото Honda CR-V, каде што ова Honda моќно CR-V неговото меѓуоскино растојание е 2700 мм, неговата вкупна должина е 4706 мм, неговата тежина вкупна е 1880 кг. Honda CR-V работи во срцето и тактот на моторот Atkinson со попратен 2 литра мотор, 4-тактен цилиндричен мотор и со директно вризгување. Максималната силина на овој мотор е 109 кВт или 148 конски сили при 6000 вртежи по минута. Нивото на звучност е многу битна карактеристика. При мирување од 1200 вртежи моменти е 56 децибели, при звучност на движење е 64 децибели. Тука морам да напоменам и четвртата генерација на двата електромотори. Едниот електромотор е генератор кој што ја создава електричната енергија и да дополнува главната батерија. Другиот електромотор има функција да го пренесе вртежниот момент на вагонските вози. Honda CR-V неговото меѓуоскино растојание е 2657 со вкупна должина 4568. Неговата тежина е 1660 кг. Исто како и Honda CR-V е попратен со 2 литарски мотор, 4-цилиндричен со директно вризгување. Максималната силина е 105 кВт и 140 конски сили при 60 тежина. Вкупното забрзување на овој модел од 0 до 100 км на час е од 7 до 8 секунди. Главната причина за купување на овие Honda возила се еко возила. Honda е на еколошки технологии опфатени со хибридни погони и со доцелосно електрични модели. Вкупниот капацитет на батеријата на Honda CR-V е 1,1 кВт на час. Во однос на претходникот е 24% намалена батерија или 11% во неговиот претходник намалена големина.
Двата модели Honda ZR и CR-V се опремени со безбедностни карактеристики. Да, тука за прв пат ќе го спомнеме Honda Sensor 360 Sizing, кој што опремен со еден радар на украсната маска со два бочни радари на предниот поклопен браник и со два задни радари по задниот браник. Ова е се со цел да детектира препреки околу возилото 360 степени или до целосно околна заштита како на безбедноста на патниците, така и на управувачите. Еден од белезите на Honda ZR-V и CR-V е нивната сигурност и издржливост. Овие возила се познати по квалитетот и изработката и нивните сервисни намалени трошоци. Сето ова што го напоменав се резултира со намалување во потрошувачката на гориво. Новиот Honda CR-V при градско возење е 5,7 литри на 100 км, на отворено 6 литри на 100 км и комбинирано 6,7 литри на 100 км. Новиот Honda ZR-V има фантастични намалена потрошувачка при градско возење 4,8 литри на 100 км, на отворено 5,2 литри и комбинирано 5,7 литри. Тоа беше мал дел од техничкиот аспект. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ќе имате убава вечер во знакот на Honda и наскоро ве чекуваме во нашиот продажен салон. Ви благодарам.